Кога мојата мајка била во образованието, било осудувана и од самата заедница, од ромската заедница, зошто таа се запишала во средно училиште. Живееме во машки свет. Животот на секоја жена е тежок, а на жените ромки уште потежок, а нивната секојдневна битка за време, место и простор во општеството се потешка. Согласно последните статистики на Светска банка, само 8% од жените ромки се формално вработени. Тоа е многу мал процент, што значи дека голем дел од нив се вклучени во неформалното вработување или воопшто не се вработени, односно извршуваат работи дома како домаќинки и тоа навистина да речеме некако вид на неправда кон нив, заради тоа што не може да добијат економска независност во таа насока и економската правда би рекла дека за жените генерално, а и за жените ромки треба да ја има кога тие се еднакво платени за еднаква работа. Доста е тежок за жената ромка тој пат да го помине. Во политиката можем да кажем скоро и да нема жени. Имавме само една жена која што беше пратеник во претходниот парламентарен сустав, жена ромка. Единствената промена во делот на политиката е тоа што донесувањето на законот за еднакви можности на жени и мажи направи некаков вид на процент кој што е неопходен, кој што мора да постои во делот на жени кои што се во делот советничките листи. Само 17% од жените ромки се вработени. Тоа е 3 пати помалку отколку од другите заедници. Најголемиот проблем е пристапот до образованието и дискриминацијата која што се уште е присутна во општеството. Во делот на образование, во делот на тоа градење на кариера, секако е тешко за жената ромка, затоа што жената не само што се соочува во денешно време со градење на своја кариера, истовремено се соочува се уште со обврските кои што се дома. Генерално ромите во Македонија живеат, па и во светот, секаде скоро во сегрегирани населби и тоа не покажува добар пример за побрза инклузија. Имено во текот на работата, сретнувајќи се со жени и со други роми кои што не живееле во сегрегирани населби, можеме слободно да кажеме дека нивната инклузија е многу побрза, односно и прифаќањето од страна на останатите, односно од страна на неромите. Имаме пример за тоа работејќи со општините во претходните проекти на Ромалитико. Една од општините, која што да не ја именувам, навистина покажа огромен процент на инклузија, само заради тоа што во таа општина во Македонија ромите не живеат во гето, односно не живеат сегрегирано. Но сепак предизвици има, можам да кажам дека кога лично за мене, кога претходно работев како раководител на сектор во едно од министерствата, самото тоа да бидеш раководител на сектор на останати кои што се и повозрасни од тебе, а и кои што се нероми, некако тешко го прифаќаат. Заради тоа што во нив се уште постојат оние стереотипи и предрасуди дека ние ромите не треба да сме на некои такви позиции, дека ние самите не можеме да носиме такви важни одлуки, дека ние не толку многу добро ги познаваме проблематиките за кои што работиме. Северна Македонија е единствената земја во регионот која што има 3 стратегии за унапредување и развој на животот на жените ромки, но сепак реалноста е сосема поинаква. На универзитетите од 250 студенти годишно, само 6 до 8% се жени. Менето е доста. Значи, кога мојата мајка била во образование, тоа што го спомнавте, било осудувана и од самата заедница, од ромската заедница, зошто таа се запишала во средно училиште, зошто понатаму продолжила да учи после основно, кога во тој период, во тоа време било некако традиционално да не се комплетира ниту основно образование, а не пушта да се продолжи во средно. Така да, има тако вид на осудување и внатре во самата заедница, но тоа е само заради тоа што тие не биле доволно свесни за тоа што значи образованието и зошто е важно да се заврши. Тоа со текот на годините со работа и на граѓанскиот сектор и најмногу со поддршка на граѓанскиот сектор и пред се со почетокот на стипендиите е направена некаков огромен чекор кон тоа дека зошто е важно образованието и тоа полека се менува. За разлика од мојата мајка, јас и моето дете веќе во иднина мислам дека тие дискриминаторски разлики и стереотипи ќе бидат навистина доста намалени.